Добро вечер, добро дојдовте во последната анализа пред летната пауза. Јас сум Гоце Михайловски, а мој гостин вечерва е новиот шеф на пратеничката група на владачката ВМРО-ДПМН, господинот Илија Димовски. Господин Димовски, добро вечер, добро дојдовте. Благодарам што прифативте поканата. Одамна сме немали прилика да имаме представник на ВМРО-ДПМН во студиото. Јас би рекол дека сум чест гостин. Да, јас сум чест гостин во вашата телевизија. По потреба, нормално, секогаш сме достапни. Мислам дека пред избори беше последниот настап на некој од ВМРО-ДПМН, затоа да почнеме со тоа прашање. Зошто распишавте од денешна перспектива, зошто ги распишавте предвремените парламентарни избори? Што доби Македонија од нив, ако сакате и што доби ВМРО-ДПМН од нив? Побаравте 62 пратеника, мислам, за да не бидете оценувани од ДУИ, но повторно направивте коалиција со нив. Значи, главната причина во моментот на распишување на изборите беше несогласувањето со нашиот коалиционен партнер околу претседателските избори. Ако се сеќавате добро, ДУИ одеше со концепт на консензуален кандидат, кој што би требало да е договорен или предвиден или планиран пред одржување на избори, односно на некој начин да се одземе можноста граѓаните да одлучуваат за претседател на државата. Тоа беше целосно неприфатливо за ВМРО-ДПМН и предизвика проблеми во функционирањето на коалицијата. Кога видовме дека сме на крајно спротивни ставови околу таа политичка позиција, едноставно, природно и нормално беше да излеземе на избори и да ги прашаме граѓаните што мислат, дали така треба, како што ВМРО-ДПМН размислуваше, или треба онака како што... Не беше пречка за продолжување на коалицијата? Па не беше пречка за продолжување на коалицијата од неколку причини, заради тоа што граѓаните дадоа многу јасна порака. Значи, огромното мнозинство кое што излезе на избори, огромното мнозинство кое што го поддржа кандидатот на ВМРО-ДПМН за претседател, а и ВМРО-ДПМН на парламентарните избори, прати јасна порака и до ДУИ и до сите политички партии, што е она што граѓаните на Република Македонија го сакаат како развој на демократијата во државата. И затоа во такви клучни моменти кога има толкав судир со сериозен политички интензитет, воопшто не е на одмет граѓаните да го дадат своето мислење. Добро, ви прашувам, бидејќи сега после избори очигледно дека нема некоја голема промена во поделбата на моќта. Генерално дури ресорите остана исти, само едно министерство си разменивте. Ете, у принцип поделбата на ресорите не е секогаш и клучното прашање кое што се поставува коалицирање. Често е и политиките кои што владата треба да ги Мислите дека сега цената на ДУИ пониска? Не би сакал тоа да го кажам, ние немаме таков однос према ДУИ, напротив се обидуваме на многу коректно и многу совесно да разговараме за сите приоритети кои што и ние ги имаме како политичка партија, кои што и они ги имаат како политичка партија. Оценуваат во предизборите. Нивниот однос во двата мандатни периоди зад нас, значи оној од 2008 до 2011, кога ние имавме 63 пратеници, и оној од 2011 до 2014, кога имавме 56 пратеници, многу се разликува. Значи, за разлика од односот до 2011, кога многу покоректно соработувавме и ги спроведувавме политиките кои што сме ги ветиле спрема граѓаните, во вториот период, кога немавме доволно мнозинство во парламентот, односот на ДУИ беше сосема различен. И тоа секако беше една од причините зашто ВМРО-ДПМН се реши да оди на избори. Многу јасно ги кажавме тие работи. Ние во принцип многу аналитичари, политичари проценуваа дека таквите позиции на ВМРО-ДПМН се ризични, но ние оценивме дека искреноста пред граѓаните мора да биде присутна. Го кажавме тоа на избори. Кажавме дека цениме дека нашата победа ќе е победа само доколку има над 60 пратеници. Граѓаните го препознаат тоа и го поддржаа. Добро, во ред, меѓутоа очигледно единствената важна работа, ако можам така да речем, од овие избори, што произлезе од овие избори е институционалната криза и политичката криза која следеше по изборите, по непризнавањето на изборниот процес од страна на опозицијата. Релативно е тоа прашање заради тоа што со слични амбиции, со слична политичка матрица СДСМ настапуваше и пред парламентарните избори. Формата во која... Но беа во парламентот и не беше загрозена таа препорака. Но беа 3 пати надвор од парламентот на долги периоди. Така да ова што сега го прави СДСМ не е ниту прв пат, не е ниту ново. Проблемот не е во формата на изразување на нивната политика, проблемот е во нивната политика и во нивната политичка матрица. Дали се внатре во парламентот или се надвор од парламентот може да промени во смисла на анализи од надвор.
Однадвор збораме од Добро, страна тоа на е новинари, важно, на аналитичари или однадвор Брисел. од државата. Но дури и додека беа во собрание на Република Македонија, слична беше политичката матрица. Во СДСМ, за жал, владе една политика или една перцепција на реалноста која што е далеку од вистината која што е на терен. Значи, апсолутната негација на се што ВМРО ДПМН прави. Нема проект за кој што тие рекле дека е добар. Апсолутната негација и апсолутната зачауреност на елитата од СДСМ во еден затворен круг не успева да ги види реалните политички Добро, тоа е потреби на граѓаните. Нивна работа. Така Меѓутоа, да, аргументите со кои излегува во јавноста не се за занемарување. Аргументите Околу изборите, околу начинот на кој беа организирани, спроведени. Не можам да ја разберам искрено заради тоа што ни во неколку наврати најавуваа дека ќе презентираат, но не видовме нешто да презентираат. Добро, нивните барања сега, нивните забелешки во голем дел се исти со тие на ОПСЕ. Ги признавате ви извештаите на ОПСЕ? Значи, ние последниот извештај на ОПСЕ и ОДИХР, кој што се однесуваше на претходните избори, не на овие, на претходните, практично во целост ги имплементиравме забелешките во изборното законодавство и дополнително внесовме уште многу барања на СДСМ во изборниот закон, во оние нели билатерални разговори кои што ги имавме помеѓу нас и СДСМ. Дури прифативме и едно барање за кое што бевме свесни дека е проблематично она со одбележување на палците, само да им докажеме дека целта е да веруваат во процесот. Иако ние не верувавме во тоа правило. Не, добро, така очигледно беа направени некои промени на законите, но праксата остана иста или полоша и забелешките се повторуваат, господин Единовски. Не би рекол дека праксата Еве да прочитам неколку. Напротив, недоволна поделеност на партијата и државата, избирачкиот список, пристрасноста на медиумите. Тоа се забелешки кои се повторуваат од 2011-та, 2013. Тоа се забелешки кои што можете да ги најдете и во извештаите на ОПСЕ во Хрватска, во Романија, во Бугарија. Значи, општите квалификации е едно. Партикуларните позиции на кои што треба да се интервенира е сосема друго. Кога зборуваме за поделба на државата од партиите, треба да дефинираме што тоа значи. Ние на последните неколку изборни циклуси постојано додаваме одредби во изборниот законник кои што би требало да значат тоа. Значи, тоа е јасно дефинирано, господин Димовски, со Копенхашкиот документ од ОПСЕ од 1990 година. Точно се знае што треба. Вика, јасно разграничување меѓу државата и политичките партии, а посебно политичките партии нема да се спојат со државата. Не постои законско барање министрите и останатите државни службеници привремено да се повлечат од функцијата додека се кандидати во изборната трка. Дали го има тоа некаде во Европа? Тоа го има во Копенхашкиот документ на ОПСЕ. Нема, дали го има во Европа некаде човек кој што е на политичка позиција, избран врз база на политичка доверба, да се повлече од функција трчајќи за избори. Таков пример во Европа нема. Значи, добро, ама треба да се прави разлика да е непристрасен додека извршува функцијата. Саркози трчеше ама си има одредби во законот. Практично сите јавни набавки се стопирани, сите вработувања се стопирани, сите продажби на државен имот се стопирани. Практично владата функционира на ниво на административна влада, како да ја наречам. Не само владата, дури и локалните единици на самоуправа функционираат исто така без разлика за тоа што се однесува тоа што беа парламентарни избори. Значи, тоа се не се согласува со ваквите ставови, господин Димовски. Велат доведе до злоупотреба на државните ресурси и конфликт на интереси меѓу службените активности на министрите и нивната улога на кандидати. Злоупотреба на државните ресурси и конфликт на интереси. Значи, министерот за труд и социјал, пример, социјалниот случај на го избирам, е политички избрана функција, која што добила легитимитет на избори и во собрание. Му завршува мандатот. Дали му е забрането да трча за уште еден мандат? Дали треба да им забраниме на тие кои што веќе се на функции да не трчаат? Ако е тоа нешто, може да си даде оставка во тој момент. Ама тој добил мандатен период од 4 години да ја изврши својата програма. Во изборниот период има прецизни, јасни антикорупцијски правила и изборни правила кои што ги ограничуваат во 70% од можностите на нормално функционирање. Зошто тогаш ОПСЕ не ги става овие забелешки? Ако е нормално како што велите, зошто тогаш? Ама добро, ОПСЕ тие не успевате да ги убедите, не успевате да ги убедите дека не е во прашањето. Не е во прашањето. Или се да само се толку моćни да ги своите аргументи да ги Не, мислам дека е во прашање една перцепција која што е градена на големиот дисбаланс на политичка поддршка која што го добива ВМРО и СДСМ.
Значи ние завршивме на избори со 480 на 280, малте не 2:1. И тоа не е случај во многу европски држави. Значи избори на запад се решаваат со 3, 4, 5% разлика помеѓу председателски кандидати, помеѓу парламентарни кандидати. И ова што во Македонија се случи на последните избори или на последните неколку циклуси на избори е малце, бар според разговорите кои што ги имаме со представниците на меѓународната заедница, за нив е малку чудно. Заради тоа што кај нив се решава победник со 3% разлика. Кај нас се решава победник со 80% разлика. И за тоа тие ги внесуваат тие елементи за да се обидат да ги избалансираат помалку процесите. Но балансот на процесите нема да се случи преку такви забелешки. Балансот на процесите ќе се случи со една сериозна реформа во политичкото действување на СДСМ или евентуално во појавата на некој нов силен и стабилен политички субјект. Го сметате ли проблем тоа што опозицијата е надвор од собранието? Тоа е проблем заради исполнување на целовитоста на функционирање на државата. Јас повеќе би рекол проблем е за политичката балансираност на општеството, за политичката балансираност на државата, во смисла на институционално функционирање на парламентот, на владата и на сите други институции нема да има проблем, заради тоа што во парламентот има и обично мнозинство, има и Бадинтерово мнозинство, има и двотретинско мнозинство. Па не, за тоа прашувам, бидејќи ако пратеници. функционира нормално собранието, Функционира нормално собранието. ако не сте убедени во аргументите на СДСМ и на ОПСИ, зошто тогаш се нувате воопшто да преговарате со Сега ќе ви СДСМ? одговорам. Значи, ако ме оставевте до крај да се докажам, ќе ви кажев што ми е конотацијата. Значи, институциите функционираат нормално, ако е тоа прашањето. Но ако е прашањето дали е добро вака, ќе ви речам не. Добро е да бидат внатре. Заради балансираност на процесите, заради дупла проверка на законите, заради дупла проверка на материјалите, заради соочување на аргументи, за општеството е добро. За политичкиот надпревар е добро. Минатив период Значи, нешто од многу еден не му аспект. прифаќавте нивните аргументи, ни забелешки, ни критики, Не е ни така. амандмани, ни закони. Не е така. Па не се Не е сеќам така. кога последен пат Не е сте така. прифатиле нивни амандмани. Значи, не е така. Тоа е една создадена перцепција. Јас ќе ви кажам дека во периодот од 2002 до 2006 година, кога СДСМ било мнозинство во парламентот, прифатени се се на се 16 или 14 амандмани од страна на пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Јас ви гарантирам дека бројот на прифатени амандмани во минатите 7-8 години е над 1500. На опозицијата. Да. Така да, обезбедивме многу нови правила во собранието со кои што опозицијата доби начин како повеќе да ги артикулира своите позиции. Они на секоја втора седница имаат право да стават точка на дневен ред по нивен избор. Добија право на подпредседател на собрание. Почнавме да ги спроведуваме јавните расправи. Почнавме да ги спроведуваме надзорните расправи, клучните комисии во собранието, онаа за финансирање и буџет за здравство, за труд и социјална политика ги водат, односно ги водеа представници на СДСМ, односно на опозицијата. И сега се тие места резервирани за нив. Тоа е одреден прогрес кој што се направи не во мандатот на СДСМ во собрание, туку во мандатот на ВМРО-ДПМН. Можноста или неможноста за артикулирање на своите политички ставови не секогаш зависи од формата на поставеност на институцијата, туку многу повеќе зависи од квалитетот на пристапот во работата. Ако вие цело време негирате све што се работи, ако цело време негирате све што е направено, пензии се зголемуваат, тие ниту еднаш не го поздравиле тоа. Социјална помош се зголемува, ниту еднаш не го поздравиле тоа. Се изградиле 20 градинки во Република Македонија, не чини тоа. Се изградиле 100 училишта или се реконструирале, не чини тоа. Се изградиле не знам 1000 километри асфалт низ Република Македонија, не чини тоа. На земјоделците им се даваат субвенции, не чини тоа. Тоа е, значи, несвојствено функционирање на опозиција во било која држава. Опозицијата треба да ги критикува сите проекти, но треба некогаш и да е свесна и да биде објективна каде што има добар прогрес и да го поздрави тој прогрес. Со тоа нема да ги убедат нивните гласачи да гласаат за нас, но ќе ги убедат неопределените граѓани дека опозицијата е објективна и дека реално ги гледа состојбите. На таков начин, дури и кога ќе имаат критики, повеќе граѓаните ќе ги слушаат тие критики. Вака критика за критика нема суштина. Затоа повторно ќе кажам, овој политички проблем во Република Македонија е всушност политички проблем натре во СДСМ.
Таа е втора по големина политичка партија и нормално дека продуцира политички проблем на ниво на целата држава. Но Добро, почнавте приговори за да ги вратите на Трево собрание, меѓутоа очигледно пропадна. Суштината на проблемот во овој момент на политичката сцена е всушност дезориентираноста и политичкиот проблем кој што го има СДСМ внатре. И додека тоа не се реши, ние ќе ги имаме овие дисбаланси во општеството. Ќе продолжат преговорите? Ние имаме и политичка волја и политичка намера да разговараме за не, бидејќи вчера рековте дека во вчерашното сопштение дека без техничка влада дека нема да продолжи. Сосема јасно, ние имаме намера да разговараме за сите состојби во општеството кои што евентуално можеби за опозицијата создаваат проблеми. Не знам. А зошто техничка влада е толку проблем, господине Димовски? Заради тоа што оваа влада е избрана пред само 3 недели со скоро двотретинско мнозинство. Добро, но тие не инсистираат сега да се формира. Ја мислам според информациите што сте го слушнале ли тоа некој да го каже јавно? 6 месеци пред избори да се формира. Не, видете, владата добива мандат од 4 години да спроведува програм. Значи ние малце ги изместуваме работите во овој слој од општеството, новинари, аналитичари, политичари, малце ги изместуваме позициите. Дозволете, мој став е, да се надевам нема да ми замерите. Значи, изборите, политичките партии, институциите, парламентот, владата, постојат заради граѓаните, а не заради раководството на партиите. Граѓаните се тие кои што носат одлука да легитимираат одредена група на граѓани да спроведуваат одредена политика која добила поддршка на. Но тоа е проблем, господин Димовски, тие велат дека граѓаните немаат право на фер и демократски начин да си го изразат своето мислење. Затоа е барањето за техничка влада. Сега, видете, ја во ред ве разбирам вие како новинар да поставувате вакви прашања, но дали тоа е реално? Дали ќе најдете? Па не знам зошто не има примери. Еве во Бугарија на пример Бојко Борисов лани си поднесе оставка пред избори, веруваше во поддршката што има од граѓаните и повторно победи на изборите. Таа влада нема да ја формира Заев, нема да ја земе власта на зелена маса и вие и тие ќе определите некои министри, не знам. Никој не може хипотетички од сега да разговара за нешто што ќе биде по 4 години. Може ќе примениме одредени правила на игра кои што се видени или не се видени во Европа. Но се мора да биде во рамките на законот. Ние сме добили легитимитет, Гоце, не за да го задоволиме СДС, не за да можеме да ви одговориме вас на новинарите на новинарски прашања. Ние сме добили легитимитет врз база на програма. Не, јасно е тоа, меѓутоа еве го споруваат. Ние сме земале обврска да вработиме 64.000 нови лица во Република Македонија. Сме земале обврска да отвориме нови фабрики, сме земале обврска да изградиме автопати, сме земале обврска континуирано да го подобруваме здравствениот систем. Наш тоа ветување ни е многу повеќе значајно од тоа што СДСМ се лути или не се лути или од тоа дали новинарите ќе ни поставуваат лагодни или нелагодни прашања. Во ред, ова е нормален дел од политичкото живење, но интересот на ВМРО ДПМН не е насочен и сосредоточен на она што СДСМ го кажува. Интересот на ВМРО ДПМН е насочен кон граѓаните. Тука веројатно не се разбираме со СДСМ. Добро, изборите се фундамент на демократиите, мислам, ако изборите не се фери демократски, потоа се изместува во општеството. Кој го вели тоа дека не се изборите фери демократски? Извинете. Па еве го вели опозицијата, ОПСЕ во извештајот има низа забелешки и нема термин дека избеа фери демократски. Гоце, на овие избори излегува 70% од граѓаните. Ако сакате да ги анализирате состојбите, во оној дел каде што гласаат доминантно македонските гласачи, излезеноста беше над 76, 77, 80%. Така, во средините каде што мнозинско население е албанското, е помала излезеност и затоа еден просек дојде околу 70%. На 80% излезеност на граѓаните на избори во Велес, во Прилеп, во Битола, во Берово, во Пехче, во Радовиш, во Охрид. Мислите дека граѓаниве некој за уши ги тегне и ги носи на гласање и им кажува како треба да гласаат? Не за уши, има примери дека биле заплашувани, дека биле уценувани, особено јавната администрација, луѓето што земаат социјална заштита. Дајте да видиме пример, има ли таков пример? Па има во извештајот на ОПСЕ. Ви цитирам од извештајот на ОПСЕ. Ама тај да го видиме тој пример. Вика ОПСЕ прими голем број на веродостојни наводи на извршен притисок врз гласачите, посебно врз вработените на јавната администрација, вклучувајќи притисок за присуство на настани на изборната кампања, понекогаш во текот на работните часови, притисок да не се присуствува на настани на опозицијата и ветување или закани по вработувањето во државната администрација. Дај да ги видиме тие случаи. Сигурно ги има ОПСЕ, чим ги навели. Нека ги даде. Но
општи клаузули и општи критики помалку се неефикасни, нема да создадат подобрување на состојбата. Ако има одредени нарушувања, тие треба да се пријават, без разлика што опсег ги има или некој друг ги има. Може би има поединечни случаи тек тук, но тоа не може да влијае на изборниот резултат. 80% излезено во Велес и во Прилеп. Јас сум од Велес, вие сте од Прилеп. Ги знаете вашите сограѓани, ги знам моите сограѓани. Може некој да им влијае на толкава разлика? Во Прилеп ВМРО тепаше со 8.000 разлика, во Велес тепаше со 8.500 разлика. Како е тоа возможно? Тоа значи дека на секој избирачко место треба да бидат изманипулирани по 200 гласа. Добро, неспорно, веројатно Дали е тоа возможно? Дали е теоретски возможно? Во ред победата може не е спорна, меѓутоа спорно е дали разликата би била толку голема доколку Не се согласувам. Јас мислам дека прескокнуваме еден многу значаен сегмент, за да ме сватите објективно. Земете ги еден ден програмите на СДСМ за овие избори, ако тоа може да се нарече програма, и не на ВМРО, на ДУИ. И споредете. Едната има 400 Мислите страни. ги чита некој господин Димовски тие програми? Да, сигурен сум дека ги чита. Ја новинар сум, па немам трпение да ги читам толку. Никој не очекува дека граѓаните ќе ја прочитаат целата програма. 300-400 страни од една. Но секој граѓанин на Велес ја врти и програмата на ВМРО ДПМН и бара да види што има за Велес предвидено. Или секој земјоделец врти и бара да види што пишува за земјоделие. Секој работник во културата врти и бара да види што пишува за... Многу сум сигурен. Значи не е Македонија и гласачите во Македонија тоа што биле 90-тите години кога на еуфорија и на ораторство гласале граѓаните. Сега гласаат на две работи. Прво на кредибилитет, на извршени ветувања. Дали она што сте го кажале досега сте го исполниле и на она што го нудите како концепт во иднина. Јас сум 100% сигурен дека долго време сум во оваа работа, 100% сум сигурен дека граѓаните многу прецизно мерат. Многу повеќе од колку што и ние и вие мислиме. Господин Димовски, освен техничка влада, СДСМ има уште 4 барања. Регулација нова на одвојување на партијата од државата, потоа за медиумите, третото е за изборниот закон и избирачкиот список и последното е за спроведување на попис. Некои од овие се поклопуваат со забелешките на ОПСЕ. Подготвени сте да прифатите некои од овие? Ние веќе имавме позиции јасно кажани дека ние сме спремни да разговараме за сите теми, освен за темата техничка влада. Ставањето на темата техничка влада е начин како да се избегнат разговори за содржински теми како што се овие што ги набројавте. И тука сме спремни многу сериозно, многу длабоко да ги анализираме состојбите, да ги сослушаме СДСМ, да видиме што они предлагаат, врз база на кои параметри, врз база на кои компаративни искуства, да погледнеме и ние длабоко во забелешките од ОПСЕ, од СДСМ, од било кого, да видиме примери надвор од Република Македонија и да пристапиме кон подобрување на секоја од тие сфери, што во принцип е континуиран процес. Ова ќе го разговараме веројатно и после следните парламентарни кај нас е малку изместена работа. Ова е тема на која што треба да работи парламентот и парламентарните тела, но заради ваквата состојба, нели, за да не се лутат СДСМ, така посебен однос треба да имаме сите спрема нив, а да седнеме да разговараме без никаква задршка, како и до сега, така и од сега. И да не седнете со СДСМ, како власт би требало да ги спроведете препораките на ОПСЕ. Така е. Дури СДСМ да се надвор од овој процес, ние со многу големо внимание ќе пристапиме кон забелешките на ОПСЕ, како што и до сега сме пристапувале. Ќе ги имплементираме сите забелешки на ОПСЕ, иако сме свесни дека и следните избори тие повторно ќе имаат забелешки, што е нормален развој на демократијата и нормален развој на институциите. Ние сме нова демократија, од тоа не можеме да избегаме. Состојбите не се менуваат преку ноќ. На секои следни избори ОПСЕ ќе има забелешки и ние треба многу внимателно да настапуваме кон тие забелешки и да ги имплементираме во законодавството, онака како што и до сега сме ги имплементирали. Јас мислам дека генерално можеме да дадеме оценка дека секои следни избори во историјава на Македонија, оваа кратка демократска историја, се подобри од поефикасни. Предходните се подобри, поефикасни и пофер.
хипотетички да се договорите со СДСМ. Која е гаранцијата за опозицијата дека тоа што ќе го договорите, ќе го спроведете? Имавте еден договор од 24 декември, малку од тоа е исполнето. Фала на прашањето заради тоа што околу ова тоа е барањето за техничката влада. Техничката влада треба да го осигура околу 24 декември, дозволете ми. Јас бев длабоко вклучен во сите активности околу 24 и во првата и во втората комисија. Онаа првата која што ги утврдуваше состојбите и даде препораки и во онаа која што требаше да ги имплементира препораки. Го прогласивте за Палома хартија, господин Димовски, тој договор. Јас го прогласи за Палома хартија делот со 7-8 заклучоци кои што насила СДСМ ги протна, кои што јас не ги подпишав, а кои што даваа нивно видување на состојбата. Ние го прифативме тоа да помине за да имаме заеднички договор околу целата состојба, не заради тоа што се согласуваме со тие позиции, туку заради тоа што на Република Македонија мораше да ја обезбедиме препорака од страна на Европската комисија. Она што представува препораки на комисијата за 24 декември за институционално подобрување на состојбите во Република Македонија, стоиме зад него од првиот момент и ние сме булдожерот кој што се обидуваше цело време да ги имплементира тие препораки. Значи, ние со СДСМ во 95% од материјалните точки на препораките веќе имаме напишани нормативи. Ние имаме готови измени на деловникот, имаме готови измени на законот за собрание. Имаме готови измени со кои што ќе се зајачи со позицијата на македонскиот парламент. Имаме готови измени на законот за буџет. Но имплементацијата на тие договорени работи пред изборите беше запрена од страна на СДСМ. Утре да се вратат во собрание, ни утре сме спремни да ги имплементираме. Добро, се договоривте за изборниот законник, меѓутоа сега опозицијата тврди дека ништо од договореното не е испочитувано, дека ова влада не си стои на договореното. Ама видете се. Која е гаранцијата за нив дека тоа утре што ќе го договорите ќе биде испочитувано? Не, видете, они вака 10 дена зборуваа дека сега утре, задутре ќе излезат со докази за нарушување на изборни нерегуларности. Дали видовме нешто конкретно? Не видов. Велат дека прават бела книга, тоа не, црна книга. Кога? Они деве ги читам денеска други новинари во така по лево ориентираните медиуми викаат стратегијава за постапување на СДСМ 68 дена се гради. Кога? Ние влегуваме длабоко во оваа фаза. Ако мислат дека единствена работа со која што ВМРО-ДПМН се занимава е СДСМ, тогаш сгрешиле. Може и они се само поставени да се занимаваат со нас. Нас не е ова единствена работа. Ние имаме други приоритети. Имаме приоритети од изборната програма. Сме ветиле многу работи. Сме ветиле ослободување на Добро, тие може долгови. паралелно да си ги вршите со политичкиот диалог, не е пречка само за исполнување на проектите. Во ред. И тоа го правиме. Но не ни е СДСМ единствена тема со која што се занимаваме или сакаме да се занимаваме. Не се обидувам да лоцираме дали може некаков компромис. Ако за нив е условот техничка влада за да се осигура дека тоа што ќе биде договорено ќе се реализира, вие не прифаќате техничка влада. Ако условот е техничка влада, која е гаранцијата што може да ми ја понудите дека тоа што ќе го договорите за овие останати 4 барања ќе биде исполнето во пракса, реално? Законската одговорност. Да, меѓутоа тие тврдат дека сите институции се окупирани од партијата и дека нема тука кои институции да постапат. А што мислиш, дали би било подобро да се позанимаваат малце со кадрово освежување, малце со пишување програми, малце со објективен пристап кон состојбите? Дали, извини, но дали мислиш дека би имале подобар резултат на избори од тоа што го остварија? Значи, немајки идеја што да прават, со себе ни прават проблеми на целата држава. И сега сите се однесуваме спрема нив како мали деца. Ај ги галиме, ај дојдете, ај влези сега, ај чичо не се лути, ај ќе купиме, сега ете таму има чоколадо. Не е уред. И нема да го решиме проблемот. Се да им прифатим. Нема да го решиме проблемот. Политичкиот дисбаланс на сцената во Македонија е плод на нивната неинвентивност, некреативност и хаос кој што владее во СДС. Политичкиот дисбаланс, односно јаката позиција на ВМРО, која што нас ни одговара, но преслабата позиција на СДСМ која што нив не им одговара, нема да биде решен со нито едно од тие барања, доколку они не седнат и не си ја проверат состојбата внатре во својата партија. Само ќе ги одложуваме темиве и на следните избори пак ќе биде исто, на следните избори пак ќе биде исто, на следните избори пак ќе биде исто. Брзо ни поминува времето, господин Димовски. Одамна не сте били тука, многу теми има предвидено. Повеле. Овој блок да го завршиме.
премиерот Груевски пред младите на ВМРО ДПМН најави пакет мерки за СДСМ, никогаш не објавивте што предвидува тој пакет. Може ли нешто да ни откриете? Остана така да виси тоа дека ќе биде понуден некаков пакет или тоа е Тогаш беше сметно? понудена рака и тоа беше на некој начин иницијација за средбата која што се случи помеѓу премиерот и помеѓу претседателот на СДСМ. Секако ние стоиме на позиции дека за дел од овие теми, евентуално уште неколку други теми за кои што ние мислиме дека се приоритет, сме спремни да ги адресираме и да ги подобруваме состојбите. Би биле среќни доколку тоа го правиме заедно со СДСМ. Што ќе правите сега со оставките на претениците на СДСМ? Таа седница одложивте со намера да се даде шанса на политичкиот диалог, меѓутоа очигледно тоа нема ништо од тој диалог. Претседателот Велјановски направи еден храбар чекор во тој момент, иако имаше анализи дали е тоа исправно, дали не е исправно. Јас сметам дека е исправно заради давање простор на така да се спласнат малце духовите, да се погледне рационално на состојбите, да се даде можност да се разгледаат работите. Тоа секако како состојба не е долгорочно одржливо. Не може и не е во ред парламентот 4 години да ги помине во таква ситуација. Никој не може од оваа временска дистанца процени до кој период тоа би било возможно да се толерира. Не го реков тоа, кажав дека 4 години не е возможно да се толерира таква состојба. Експертите велеа дека треба да се распишат дополнителни избори. Ние сметаме дека СДСМ треба да се врати внатре во собрание и најголем дел од диалогот помеѓу двете партии да се спроведува институционално. Добро. Господине Димовски, долги години сте задолжен за комуникација со медиумите од страна на ВМРО ДПМН. Така. Добро ја знаете оваа состојба. Ги знаете сите критики што доаѓаат од сите страни за ова поле. Добро. Зошто не прифаќате дека имаме проблем со медиумите? Упорно игнорирате, а тоа ништо не помага. Напротив, тонеме на сите скалила, на сите листи. Вака, јас мислам дека имаме проблем само околу дефинициите. Детектирани проблеми во медиумската сфера во последните неколку години се појавуваат насекаде, не само во регионот на Балканот, туку и насекаде во Европа. Ги знаете, јас сте уредник на оваа телевизија, ги знаете критиките кои што се однесуваат за состојбата на медиумите во Србија, во Црна Гора, најактуелно во периодов Хрватска, Босна, Словенија, Романија, Бугарија, Грција, Албанија, но ги знаете веројатно и критиките во однос на состојбата на медиумите. Добро, ние живееме во Македонија, така битно ние за Македонија. Че имаме една генерална состојба која што е детектирана од страна на европските институции, која што е релевантна за дискусија. Втора работа, имаме проблем околу дефинициите, заради тоа што скоро никој кој што професионално, политички или новинарски е насочен кон оваа тема. Дефинициите се стандардни, господин Димовски, тоа Freedom House, Репортери без граници, мислите дефиниции важат за сите земји. Да се вратиме два чекори назад. Знаете која е дефиницијата на Европската Унија за проблемите со медиумите во Република Македонија? Они велат поларизација на медиумската сфера. Поларизација. Тоа не значи партизација или владизација или не знам пристрасност на јавниот сервис, какви нетранспарентност во владиното рекламирање. Точно се обидувам дури да цитирам од извештајот на Европската Унија. Значи зборуваат за поларизација во медиумската сфера. Очигледно е дека минеме низ една фаза во која што медиумите го бараат своето место. Во фаза во која што треба сите да прифатиме и да разбереме дека не е проблем новинар да има свој политички ставови. И не е проблем новинар да има свои политички позиции. Но проблем е ако дали тоа го прави искрено или го прави неискрено. Ако зад плаштот на фондации, зад плаштот на финансирање чудни, зад плаштот на партиски агенди вие презентирате независно новинарство, тогаш сте неискрени. А кој го оценува тоа, дали е пристрасно, зависно, независно? Граѓаните. И добро го мерат. Добро. Застане Тоа е демократија, плурализам, да, затоа има многу медиуми. Не, ја немам проблем со тоа. Јас немам проблем. Ако сте нерелевантен, нема да ве читам, нема да ве гледам. Вие знаете дека јас имам одлична комуникација со многу новинари кои што важат проопозицијски во Република Македонија. И ги почитувам. Но проблемот е во искреноста. Не, проблемот е дали имаат услови да работат. Во тоа е проблемот, господин. Има услови да работат.
Мислам дека има услови за Зашто работа. се случува преку ноќ некои телевизии да менуваат уредувачка политика, преку ноќ некои новинари искусни, угледни со големо искуство да остануваат без работа. Тоа се чудни околности за... Тоа не се случува. Значи, сигурно Гоце пред 20 години беше невозможно да се претпостави кога човек на 30 и некоја година ќе биде уредник на една од највлијателните телевизии во Република Македонија. Вие сте тоа. И тоа е добро. Пред 20 години беше нормално уредници да бидат 60 годишни луѓе со бела коса. Се менуваат времињата. Надпреварот е отворен. Има можност. Има критики за еден новинар, за друг новинар, за трет новинар. На крај знаете што е најбитно? Нели, секако почитување на културен однос, почитување, не навреда, не дискриминација и така натаму. Тој пакет е многу значи. И тука државата треба да обезбеди гаранции. Но најзначајно и успешноста се мери дали ве гледаат 3000, 5000, 10000 или 50000 граѓани. Дали ве читаат 2000 или 20000. Во тоа е успешноста. Дали некој се снаоѓа или не се снаоѓа во тој надпревар, конкуренцијата е огромна. Република Македонија по број на жители во целиот регион има најголем број на телевизии, најголем број на радиостаници, за весници и за интернет портали не сум сигурен, но тоа е сфера која што е и далеку послободна. Надпреварот е отворен и треба секој да се бори во тој надпревар. Битно е дали има плурализам на мислење, дали има дебати, дали има интервјуа, дали има соочувања. Мислам дека има. Професионализам, тоа е важно. Мислам дека има. Професионализмот е тема за која што ја не сакам да навлегувам. Имам свое мислење, но би било можеби некоректно јас да коментирам работа на новинари, иако сраснав на некој начин во овие 7 години вршејќи ја функцијата директор за комуникација. И директно се мешате во нечии уредувачки политики. Нема такви примери. Особено тоа беше со спружувањето на наслов. Нема такви примери. Јас многу отворено и многу слободно комуницирам со новинари буквално од сите медиуми во Република Македонија. Ако ви кажам дека со најжолчните критичари на оваа власт ја си редовно пијам кафе, разговарам, се сретнувам. Да, имаше некои слики. Добро, господине Димовски, многу важно е ова со финансирањето, со владините реклами. ЗНМ и Европската унија долги години инсистираат на тоа транспарентно да биде објавено по кои критериуми, на кои медиуми. Да, ние сме спремни да разговараме на таа тема. Зошто да разговарате? Треба да свикате пресконференции и да кажете по кои критериуми. Да даеме можност да видиме што СДСМ мисли, што конкретно предлага. Не се битни СДСМ. Да дадеме можност. Инаку ние ги имаме акцентирано тие забелешки, размислуваме, разговараме, правиме анализи, правиме компарации. Воопшто не е тоа убаво е да се знае кои медиуми колку пари земаат. Да, се согласувам. По кој критериум? Се согласувам. МТВ е проблем голем. Правевте некои реформи во јавниот сервис, меѓутоа тој понатаму се перцепира и во домашната и во меѓународната јавност како не знам дали сте ги погледнали извештаите на Советот за радиодифузија, иако сега вие можете да го спорите, тоа но таму се нумерички многу прецизно направени. Македонската радиотелевизија квантитативни анализи, нема квалитативни. Има и квалитативни. Има квалитативни. Има анализа точно на број на гости, пролево, продесно, има навлезено во анализа дури и за составот на оние професионални дебати со аналитичари кои што се прават. Мислите дека јавниот сервис Јас го читав извештајот и за вашата телевизија. Буквално имаше ден по ден кои биле гости во оваа студија. Беше, да. Така? Така, да. Значи има и квалитативни анализи. Македонската радиотелевизија има прилично балансирана позиција во тој извештај. А македонското радио беше издвоено како електронски медиум каде што биле најбалансирани состојбите со медиумите, и ако го подценуваме, тоа е радио кој што го слушаат околу 200.000 граѓани секој ден во Република Македонија. Но и за телевизијата, според извештајот на Советот за радиодифузија, важи тоа. Обвинувањата ќе постојат секогаш, но мислам дека и граѓаните ќе се согласат дека македонската радиотелевизија она што е денес, во споредба не со 6 или 10 години уназад, но во споредба со 3 години уназад е драстично подобрен медиум во секоја смисла, и квалитативна, и балансирано, и квантитет, има уште да се работи, како и во секоја друга сфера. Во оценката за медиумите големо влијание има и случајот Кежаровски. Тој околу една година е во притвор, прво беше во шутка, сега е дома. Нема многу земји во Европа, господин Димовски, во кои новинари се осудуваат на затворски казни. Не можеше ли нешто да се направи? Најавивте вие како партија еднаш од собрание чинам? Да, најавивме, кажавме дека жалиме за случајот. Нешто ќе направите?
не можеме ништо да направиме како политичка партија, нити како парламентарно мнозинство. Постои еден закон врз основа на кој што се постапува, тој закон е донесен во 2000 и Може да донесете нов закон, Павле Трајанов предложи некои Да, но измени, градација на вината. Да. Во конкретниот случај нема да направат ништо зашто действието е извршено во период кога важел тој закон. Јас Нели важи тоа закон и ако се подобри за обвинетиот? Значи, видете вака, јас не сакам многу да навлегувам, јас нити новинарот лично го познавам, нити сум имал средба со него ни претходно, ни после тоа. Случајот е прилично комплексен, станува збор за судски процес за прво платено нарачено убиство во Република Македонија. Тоа Да, но освен текстот друг доказ не излезе, господин Единовски. Освен тоа што напишал текст во медиум, друго не излезе дека направил. Погледнато од аспект на заштита на правата на граѓаните, тоа е прилично значајно дело за секој правосуден систем во светот, па и за македонскиот. Не може и не смее да се толерира платено убиство. Истрагите кои што се водени од страна практично на сите истражни органи во Република Македонија говорат дека постои основано сомнение за воиграност на неколку сегменти од тој случај, зборам за представници од судската власт, од обвинителството, адвокати, за жал и новинар, ако се докаже. Не би сакал многу да коментирам, јас доаѓам од градот каде што сето тоа се случува. Ги познавам работите благодарение на тоа што сум граѓанин од Велес. Би сакал кон овој случај да не се придадеше таква конотација каква што се придаде, заради тоа што сите заборавивме дека станува збор за Добро, не може да не се придаде кога ќе се уопси новинар. Сите заборавивме дека станува збор за случај за платено и извршено убиство, односно за сомнеж за платено и сигурно извршено убиство. Така да оставиме истрагата да го оцени. Тоа ние жалиме искрено заради тоа што имаше новинар вклучено во целиот случај, но како и политичарите, така и новинарите, така и таксистите, така и земјоделците, така и уметниците си имаат своја одговорност пред законот, меѓутоа господин Единовски мора да се направи разлика са. Новинарот не може да дојде до информации ако тој што е задолжен да ги чува не му ги даде. Ако обвинителот и судијата во Велес не му го даделе името на заштитениот сведок, нема никогаш да го објави. Се согласувам со тоа. Мора да се прави разлика. Се согласувам, но да оставиме да видиме некои луѓе земаат плата во државата за да ги чуваат тие податоци. Така, се согласувам со оваа позиција и јас не сум најсреќен за таквата ситуација заради тоа што комплетно непотребно Република Македонија доживеа многу критики на меѓународна сцена за тој случај. Тоа е плод и на внатрешната злоупотреба на случајот од медиуми и аналитичари блиски до опозицијата или до фондацијата Сорос. Мислам дека и односот на таа групација на луѓе кон случајот не беше од душегрижништво спрема вашиот колега Кежаровски, туку беше да се злоупотреби случајот за да се представи одредена состојба. Реков, непотребно Македонија доживеа многу критики, но ќе повторам уште еднаш. Случај на сомнеж за платено и извршено убиство има огромно значење за правосудниот систем и за сите нас. Тоа не смее да се толерира. Спомнавте Сорос, тука ми се наметно едно прашање. Долги години сте директор на Центарот за комуникација. Секогаш кога некоја невладина организација или некои така наречени проопозицијски портали ќе упатат некоја критика, веднаш им возвраќате дека се од Соросоиди, дека се платени со пари на Сорос. Што е тоа толку страшно ако се платени од Сорос? Зошто е проблем тоа? Има агенда. А таа агенда е партиска и политичка. Та беше агендата на невладините организации кои што се финансирани од Сорос граѓанска, апсолутно ќе ги поддржував. За жал не е така. Воскоро тие не кажале дека таква агенда имат? Таква агенда, ама што се ние не гледаме. Граѓани не гледаат, вие не гледате. Јасно ни е на сите. Станува збор за огромни средства. Медиумите баш пред 10 дена излегоа со она завршна сметка која што секој субјект е должен да ја процесуира. Мислам дека станува збор за над 5 милиони евра кои што во голем дел се искористени во трибини, во медиуми, во настани кои што имаат политичка позиција, немаат граѓанска позиција. Значи, невладините организации од Сорос помалку и го згаснуваат граѓанскиот сегмент во Република Македонија, заради тоа што перцепцијата е дека да имаш невладина организација треба да си обоен. А не е тоа смисла. Невладина организација и граѓанско општество. Добро, не може да се занимаваат сите со глобално затоплување, господин Димовски. Има невладини што се занимаваат со политика, со
Со такви прашања, мислам, тоа не е ништо страшно со Или- демократизација, со Или го судство. злоупотребуваат насловот невладина организација за да тераат политика. Тоа е проблемот. Инаку нека тераат. Ние и долги години го прават тоа, трошат огромни средства годишно, не се успешни во тоа. Не сваќаат дека не е суштината на политичкиот успех во тоа. Суштината на политичкиот успех е дали работите и дали давате резултати за оние кои ви давале поддршка. Манипулациите, маркетингот, менаџментот со јавното мислење, Гоце, може да трае 3 месеци, може да трае 6 месеци. Добро, некогаш има некои аргументи, не? Дозволете. Добар маркетинг или добар менаџмент со јавно мислење може да трае 6 месеци. Ништо повеќе. Вие може да продавате воздух и да ги убедите сите да го купат тој воздух. Ама еднаш. Втор пат нема да успеете. Ма некаков пакет да правите. Не знам какви кулчиња да редите. Не знам какви украси и циркони да наредите на опаковката. Ако продавате воздух, продавате еднаш. Втор пат не продавате. Но ако тоа што го продавате има содржина, а содржината се новите патишта, новите училишта, новите болници, новите апарати, зголемени пензии, субвенции, автопати, фабрики. Во Велес има 1000 луѓе вработени сега во споредба со има некои што се критикува, тоа не би требало да е проблем во плурално општество, во демократско. Тоа е нормално. Кога сме ке центарот, господин Димовски, при крај ни е времето, да. ве молам, ке центарот уште едно прашање имам. Секогаш кога СДСМ ќе излезе со критика за работата на здравството, не знам, на образованието, за патиштата, за долгот, наместо тие институции одговара Центарот за комуникација на ВМРО ДПМН. Не е така, не се согласувам. Може би перцепцијата на вас како медиум заради достапноста на информациите кои што редовно ги пласираме до вас. Веројатно во текот на денот ние праќаме можеби 7, 8, 10 пати информации, но институцијата си ја вршат таа работа. Вие ако за долгот, ако прочепкате на 2 веб-сајти на Министерството на финансии, за финансии посебно, но и на веб-сајтот на дека со тоа што реагирате и вие како партија оставате впечаток дека тие две работи се помешани. Не е така. Они кога напаѓаат политички позиции, ние браниме политички позиции или возвраќаме со напад на неиздржаност на нивните напади. За долгот, кратко дозволете ми. Значи секој месец се апдейтираат податоците за долгот. Не е скриен долгот. Зошто правиме фама? Не е скриен долгот. До денар ви се објавени на сајтот на Министерството за финансии. Има некои делими тука, са не е тоа. Не е тема, да. Во ред. Навистина сме при крај. Последната иницијатива е уставни измени. Зошто потребни се на Македонија тие сега? Што е проблем во уставот за да функционираме нормално? Не, нистекот на работата во овие години детектиравме некои приоритети кои што мислиме дека се потребни за да се подобри. Дел се и препораки на меѓународни институции. Знаете дека воведуваме право на уставна жалба за заштита на човековите права. Тоа значи дека секој граѓанин може да се заштити човековите права пред Уставниот суд, кој што е гарант на човековите права и според Уставот му е дадена таа надлежност, но нема практична алатка со која што граѓаните може да го остварат. Второ, воведуваме второстепеност на одлуките на РСС, на Републичкиот судски совет. Значи сега ако ве разреши Републички судски совет од функција судија, вие немате право никаде да се жалите. Не е гарантирано уставното начело за двостепеностна постапки. Во ред, сигурно има некои причини, да. Трета работа е воведувањето на ограничување на буџетски дефицит, која што е тема за која што многу пати сме трпеле критики, но ние излегуваме со храбар чекор и велиме ќе воведеме уставно правило дека дефицитот во Република Македонија не смее да биде поголем од 3%. Што ако има војна? Ако треба да купуваме авиони, хеликоптери, тенкови? Има државата начини како да се справи со сите тие состојби. Така да уставните измени се во значајни сегменти, детектираат одредени проблеми, но немаат, како да ви кажам, немаат толкав политички сензибилитет за да ги скараат политичките партии. Што е толку итно сега да се прават тие во вакви услови кога опозицијата е надвор од собранието? Видете. Сепак за уставот, отворање на уставот треба поширок консензус. Ама отворена е вратата да дојде. Не може држава да или ова е мамка за да се вратат. Не е така. Сум ги слушал тие анализи. Не е така. Значи, не може државата да биде под залог на политичка кариера на двајца лидери на опозиција. Нема никогаш да го дозволиме тоа. Ние во политика не сме заради тоа. Ние во политика сме за да се потрудиме на секој возможен начин да го подобриме животот во Република Македонија. Тоа не е приоритет. Дали ќе се лутат овие двајца лидери на опозиција или не, тоа е сосема друго прашање. Институциите нема да запрат со својата работа заради тоа што
Господинот Заев и господијата Шекеринска мислат дека може да ја оценуваат цела држава. Имате поддршка од Али Ахмети за уставните измени? Уставните измени се предлог на владата на Република Македонија, каде што и ДУИ партиципира, беа презентирани на пресконференција на влада. Доколку побара тоа за консензуален председател да се вметне? Овој пакет се однесува на потреби и прашања за кои што има консензус и за кои што воопшто не може да се нацрта етничка разлика во Република Македонија. Е добар исчекор, добар пример дека ние не смееме државата да ја кочиме во својот развој или во прецизирање на одредени нормативи само заради етничките теми. Господине Димовски, благодарам што бевте гостин. Мислам дека успеавме на многу различни теми. Да, има многу. Ако доаѓате почесто, може и ќе биде покомот. Да. Благодарам. Вам, почитувани гледачи, благодарам што и ова вечер бевте со нас. Овде завршува 24 анализа за оваа сезона. Полетната пауза продолжуваме од 1 септември. Довидување.